Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. На сите им треба Божјата милост. Жената која беше помилувана. Текстот се наоѓа во Евангелието според Јован, 8 глава од 1 до 11 стих. Таму ни се вели вака. А Исус отиде на Маслиновата гора. А рано наутро пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше при него. Тој седна и ги поучуваше. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа една жена фатена во прелюба и откако ја поставија на средина, му рекоа: Учителе, женава е фатена во самото дело на прелюба, а Мојсей ни заповеда во законот да ги убиваме со камења таквите, а ти што велиш? Тоа го рекоа за да го искушаат, за да има зошто да го обвинат. А Исус се наведна и пишуваше со прстот по земјата. Но бидејќи натаму го прашуваа, се исправи и им рече: А кој од вас е безгрешен, нека прв фрли камен врз неа. И пак се наведна и пишуваше по земјата. А тие, кога го чуја тоа, бидејќи совеста ги убеди, излегуваа еден по еден, почнувајќи од најстарите до последните. И Исус остана сам со жената, која стоеше на средина. Исус се исправи и рече: Жено, каде се? Ни еден ли не те осуди? Таа одговори: Ни еден, Господи. Исус се рече: Ни јас не те осудувам. Оди си и од сега не греши веќе. Исус не дојде да го осуди човештвото, туку да го спаси. Тоа е темата на Библијата. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Евангелие според Јован, 3 глава, 17 стих. Жената фатена во самото дело на прелюба. Сега постои една дилема. Прво, ако жената е фатена во самиот чин на прелюба, тогаш се поставува прашање каде е прелюбникот и зошто тој не бил доведен заедно со неа. Во тој случај испаѓа дека тоа е некоја наместена ситуација со некоја друга позадина. И второ, фарисеите сакаа да постигнат друга цел со жената, односно, преку неа да изнајдат начин како да го осудат Исус. Според Мојсеевиот закон, изразот таквите да се каменуваат ја истакнува одговорноста и на едниот и на другиот, зашто во Левит, 20 глава, 10 стих е запишано: Човек кој ќе направи прелюба со мажена жена, кој ќе изврши прелюба со жената на својот ближен, нека биде казнет со смрт, и прелюбникот и прелюбницата. Фарисеите имаа своje седиште и начин како да го почитуваат законот во однос на таквите прекршители на законот, но тие дојдоа при Исус со зла и лукава намера. Нивниот план беше да најдат причина како да биде осуден Исус во поглед на римскиот закон или пак Мојсеевиот закон. Кога Исус би рекол: ајде каменувајте ја, би се изложил на осуда против римскиот закон, затоа што нивните закони не дозволувале такво дело да биде казниво со смрт. А кога би рекол да не биде каменувана, тогаш според Мојсеевиот закон би бил соучесник со неморалните личности, зашто законот не дозволуваше на таквите да им се искажува милост. Исус дојде да го исполни законот и затоа се придржуваше согласно законот. Не помагај му на злиот да сведочиш лажно против него. Тоа е запишано во Излез 21 глава 1 стих. Фарисеите сметаа дека тоа е единствен начин да го уловат во нивната клопка, или да биде против Рим или против Мојсеевиот закон. Трета варијанта во нивните мисли и немаше.
Но Исус го најде најдоброто решение. Тој ги познаваше со тоа што ја разоткри нивната нечиста совест. Исус со неговата мудрост навлегува во длабочината на срцето и сака да му даде на знаење на човекот дека е грешен и дека секому му е потребно опростување, а не само на жената или на оние кои јавно грешат. Од текстот произлегува дека тие имаа намера да го искушуваат, а во писмото е речено: не го искушувај Господ твојот Бог. Да го искушуваме Бог, тоа е големо зло во неговите очи, зашто зборот искушува значи да го ставиш некого на тест. Фарисеите се поигруваа со чувствата на другите луѓе. Расипаната природа на човекот е немилосрдна, кога сака да постигне некоја своја цел. Кога фарисеите ја осудуваа жената, Исус молчеше и се наведна да пишува со прстот по земјата, ни се вели во текстот. Според многумина, има неколку теории околу неговото наведнување и пишување со прстот по земјата. Прво, Исус ги пишувал 10 Божји заповеди, но тоа не е сигурно. Второ, Исус им ги пишувал гревовите на сите оптужувачи во тој миг, и тоа не е сигурно. И трето, Исус пишувал со прстот со намера да го избегне погледот на лукавите лица, кој не можел да ги гледа. Како и да е, и што и да е, и што и да пишувал, Исус го виде нивното лукавство и им рече дека, доколку се без грев, нека фрлат камења врз жената. И испадна дека сите беа доволно грешни, бидејќи никој не се осмели да фрли камен врз неа или да превземе некоја акција за каменување. Нивната совест беше прекорена и осудена, така што почнаа од најстарите до најмладите, до последните да го напуштаат театарот, кои сакаа да ја одиграт најдобрата драма на очиглед пред сите луѓе. Зашто фарисеите беа експерти за добра актерска улога. Знаеа како да си ги помрачуваат лицата, да изгледаат тажни кога треба да бидат тажни. Знаеа како да се молат лицемерно и да стојат на видни места, каде што има најмногу луѓе, и да ги фалат за нивните постапки. Знаеа како со нивните мантии да им ги прибираат парите на вдовиците и да се збогатуваат од нив. Знаеа како да се оправдуваат себе си, а тие што не им беа по волјата да ги осудат. Не знам дали има денес таква одбрана, елита како нив, која добро и умешно знае да се справува во дадени ситуации, но во овој случај со Исус не им успеа планот. Сите си заминаа како попарени. Може би беа исто како Ахав, кога си дојде тажен дома и кога Езавела го пречека, а тој се жалеше дека не му успеал планот со Навотеј да му го земе лозјето. Останаа само Исус и жената. Исус ја прашува жената: жено, никој ли не те осуди? Одговорот гласеше: никој, Господи. И јас не те осудувам. Оди и не греши веќе. Тоа го рече Исус на жената. Жената за прв пат се сретна со Божјата милост. Сега конечно и стана јасно. И станаа јасни работиве, колку се немилосрдни луѓето, ако паднеш во нивните раце, а колку е добар Бог, кога од голема љубов кон човештвото дојде на овој свет токму и заради таквите жени и мажи, кои го пијат гревот како вода. Исус дојде да опростува гревови и да му искаже милост на секој поединец. Но откако ќе го прости гревот, тој на сите им дава на знаење: оди и не греши веќе. Тоа е правило за сите христијани и во секој временски период. Ако си ја примил Божјата милост и неговото простување, немој сега да ја злоупотребуваш со истите гревови што си ги правил додека си бил далеко од Бог. Како поука, Бог дојде да спаси,
а не да погубува човечки души. Кога се вели Бог дојде, тоа сака да каже дека Бог се отелотвори во личноста на Исус Христос и преку процесот на човечкото раѓање дојде на овој свет. Тоа отелотворување е голема тајна. Човечкиот разум не може тоа да го разбере, но е вистина. Второ, Исус е полн со љубов кон сите грешници. Бог го возлюби овој свет и со тоа ја откри неговата природа дека тој е љубов и само љубов. Љубов која отиде дотаму што не го поштеди ни својот син, го предаде да биде жртва за сите нас, грешниците. Трето, Исус ги опростува сите гревови, па дури и прељубата. Божјата љубов опростува гревови. Не постои толку голем грев кој што Бог не би можел да го прости. Прељубата спаѓа во смртен грев, грев кој носи проклетство на семејството, децата, но Бог простува затоа што љуби. Четврто, штом некој ќе дознае за Исус, веднаш треба да се откаже од сите гревови и да не ги повторува веќе, зашто во таков случај ќе наликува на искапена свиња која се враќа во тињата. Петто, твојата одлука денес може да биде најважна одлука во животот. Денешната одлука може да те круниса со вечен живот. Животот се добива во мигот кога човекот ќе се покае од сите своји гревови и нема да го одложува тоа што денес му се нуди преку Христос. Одложувањето може да има вечна штета, бидејќи никој не е сигурен дека утрешниот ден ќе биде негов. Прими го Исус со вера. Тој ќе ти ги прости сите гревови. Ако ти се кажеше нешто потешко, немаше ли тоа да го направиш? Дојди при Исус таков каков што си. Тој ќе ти прости се и ќе ти каже: никој ли не те осуди? Ни јас не те осудувам. Оди и веќе не греши. Бог да ве благослови. Амин.